другите вака, од карши, тоа е разликата, така? Разликата ќе видим. Ќе видите. Во ред. Во сумката среќни ли сте што имате во вашите раце? Па може би да, ама имам други причина. За чување? За чување, да. Добро, ги памтите, ги запишавте како? Имам нешто запишано, не памтам, па ќе видиме што ќе испадне. Браво, секоја чест. Господје Оле, зошто сте вие дел од нашиот квиз како млада пензионерка? Вака, први сакав да исполнам желбата на мојот сопруг, пошто е починат. Имаше желба и ме тераше да доаѓам на квизот. И зошто порано не дојдовте? По 5 години помина тогаш. Да, помина време. Добро, господје Оле, во ред, како и да е, желбата ќе биде исполнета. Добро, имате ли вака среќа со ваквите игри, со бројки, нешто? Па, нешто ситно добило, ма. Да? Појако не. Добро. До сега. Може би вечеров. Како? Може би вечеров. Може би вечерва, така е. Амајлија, дали имате, верувате ли во Амајли, имате ли нешто? И внуците. Внуците. Колку внуци има? 3, 2 девојчиња и внук. Така, од син, керка, од кого? Тројца синови имам. Тројца синови? Син и 2 близнаци. 2 близнаци, баш убаво. Возрастни предпоставувам, нормално. Добро. Близнаци ве личат ли? Еднојајчени се исти. Еднојајчени се, навистина? Па пред почетка не ги познава. Не ги препознава се уште, колку имаат сега? 34, 35. Од 34 години се уште се... Да. Баш интересно, ќе зборуваме малку подоцна. Ете, накратко, тоа е господја Оле со кутија број 8, за кој што смета дека може би има нешто високо во низината кутија, дека ќе има среќа да одигра добро. Она што е важно, дека во таа кутија навистина се наоѓа една од сумите што се овде на екранот. Може би нешто ниско не сакаме нешто високо, нешто убаво, од 35 па се до милион. Некој не знае која сума во која кутија се наоѓа, ниту јас, ниту Оле, ниту банкарот, затоа што членови на дворешна комисија се задолжени за сумите во вашите кутии. Така што отворете кутија како што вие сакате, ја продавате кога вие сакате, дали сте подготвени? Да. Олга Јованова, кутија број 8, прва рунда 5 кутии. И се брза. Едва и чека да почне, па да видам како. Повелете. Ќе почнем со број 5. Ајде. Да видам кој има таму. Таму е Перица. Перица. Што имаше минатата емисијата, чувавме? 65. 65. Се радвам на нешто ниско, отвори кутијата. Среќа. Браво, само денар. Број 2. Таму е Снежана. Снежана, отвори кутијата. Висока е. Среќа не милион. Што беше со двојкава? Како се одлучите да ја отворите? Бидејќи изреагиравте, она која ви отвори високо. Да. Имавте... Да. Да не беше за чување нешто, да не утнавте? Не. Добро. 1.100.000 во игра. Одиме со третата. Седмица. Како се викаше? Број 7. Господин Николчо, отворете кутијата. Браво. Се враќаме на сини. Уште 2. 16-ката. Таму е Зоки. Број 16, 2 сини, 1 црвена. Отвори ја. Браво. 3 сини, 1 црвена. Ќе бидат ли 4 сини и 1 црвена? Што се насмевнавте, кажете си? Која да биде? Која да биде? Јас мислам да не погледнавте некого и рековте, ова не ќе е паметно. 20 и 17. Е, што ти е, за отворање? Да. Една да се отвори сега. Пета во оваа прва рунда. Ај 20, нека видам. Даниел. Отворени сино, нека бидат 4 сини, 1 црвена. Не. 3 сини, 2 црвени, 250.000, 100.000, милион и 65.000 во игра. Господје Оле, онака искрено изреагиравте. Еј, да му се сневиди. Како ги отвори тие две кутии? И тука се мислеше од... Се мислеше да меѓу два... Иако чекате, не знаеме. А што ако има па таму милион? Може би порно ова што отворивте, така? Кој да знае? Добро, добро вечер, драги дами.
Добро вечер. Само секунда, сакам таа да ми каже кого довела. Кои се овие две дами? Без Првата имиња. ми е Само кои комшика. се? Комшика и И братучите. и братучетка. Ајде од комшивката ќе почнем името. Јас сум Загорка, комшика на Оле. Колку време? 40 години. Ао, еден аплауз. 40 години комшивки. И дошла тука, штом дошла тука 40 години вистинско Све другарство сме и заедно, пријателство. да. Секоја чест. Тоа е Блиски сме. тоа е среќа. И Светлана, братучетка на Оле и комшика. И комшика сте, баш комшика и убаво. братучетка. Супер. Значи Светле и Загорка. Добро. Воре, девојки, ќе има ли бројки, нешто такви работи? Не, само сме подршка, нема да сугерираме, да не сгрешиме, па да бидеме и ние да се нервираме и таа, вака што ќе си отвори само. Таа искоментира дека сгрешила, ама милионот што е за среќа е во игра. Ајде, Добра ти незина вечер, среќа. Банкару. Од ова весело друштво. Значи, Олга и комшивките. Голем поздрав, девојки, до сите. Благодарам. Доле. Да, вели го остави милионот, тоа за неја е најважно. Почуваме со 5000 денари, Оле, кажи дали понудата. Не баш. Понудата не. Тоа значи дека се префрламе веднаш на втората рунда. Во втората рунда отвораме 3 кутии. Со оглед на двете високи што ги отворивме, овој милион мора навистина да го оставиш во игра и те молам да отвориш 3 сини со милион во игра. Повели. Ај 14. Евгенија. Евгенија, имаш ли коментар, душо? Ти до сега многу пати погоди. Мислам дека има нешто ниско. Сино или ниско црвено, мој размислување. Сега ќе видиме. Отвори ја, секако ќе те отвореше, но сакав да знам дали имаш мислење. Во право си, браво. Шеска тројка не значи. Двајка. Малку се подразмисли и оди кај бива. Отвори ја. Со среќа. Браво, ниско црвено, уште едно. Уште една. Кој се мислите? 15 и 19. Ајде, внимавајте, преска се мислевте меѓу две, утнавте работава. Ајде сега. Гледате да не сгрешите. Еве сега. Сега. Девојки, дали нешто може да слушнеме што си коментирате? Кажете, нема врска што. Мене единица ми е пострашна, така мислам. Бројката. Како бројка? Како бројка, Јас како секам бројка. 11 и 15, тие две кутии ми се малку пострашни. Да не ги отвори. Да не ги отвара, не тоа, она ќе Не се се знае, да. Ау, цел ред не е пипнат, сега гледам јас. Оле ќе се одлучи. Тука не е пипнато, да. Имате сомнеш дека е таму Единицата милионот? ми е беше родена на супругот, Така? 12-ката ми е мен и на внуката Значи тоа се родендени, а? Да, некој си. Сега не може да не знаеш дали е плава или црвена. Не можеш, на вистина, тоа... Ај 19. Сепак Татјана и незината 19-ка отвори ја. Со среќа. Браво. Ова размислување се исплатеше. Малку се подразмисливме, ама важно е дека сепак милионот остана во игра. Дали се сомневате дека во вашата усумка милионот? Може. Нели? Ништо Зашто да чудно. не? Добро. Или во некој од тие чувани кути или овие двете комшивкиве? И ти они кажа по една бројка, По една. единицата ми значи да кажа. Така, супругот роден денот, вашиот е 12, На така? брат ми 11, мојот 12. Така?
Све роден дени. Така, па имате и три сина, па имате и внуци. Ама Многу се тоа ако почнеме така по родендените, а? Ама дали ќе, не знам. Оле, од каде се пензиониравте? Што бевте по професија? Па јас работев на многу места, работев и во Златара Рубин, Златара Рубин, да, мислам дека спомнавте кога кога се представивте. Во која Златара Рубин, на Рекорд? Горе на производство бевме, А, па после бев кој шеф по продавница. Така. Изработувавме валис, златните ланчиња. Што? Валис. Како? Тие вртените ланчиња валисот, ако се... Како се викаат валис? Валис, да. Вали, не Значи тие се све рачно беа работени, Аха. со мали алки, Така. една по една све се плетеше. Така, значи рачно изработен златен Да, и накид. за Словенија доста се работеше за нив. Така, колку време поминавте таму? Па, преку 10 години. Преку 10 години, таа беше ултра популарна златарница, Беше и на вистина. После тоа? После колонијалче надржав и фирма, така. Од све по нешто. Од се по нешто Да. во животот, тоа е непредвидлив, не се знае каде, како, Да, што. после ја земав пензијата на сопруга, после мојата и така. Така, добро. Добро. Тоа е како е, така е. Важно е да сте здрави, живи, животот пишува романи. Инаку би бил досаден. Тоа е. Така е. Банкару. Како што е, нели се постојано животот го споредуваме со играта овде на се или нешто. Ете. Вели банкар, после лоша рунда имаме одлична рунда, така и во животот. Така е. Падне стане. Па од 5 на 15.000 и одлично звучи. 15.000 денари, убаво покачување, цели 10.000 денари покачување од 5 на 15.000. Важно е дека имаме и 35 и 65, но најважно се милион. Кажи дали втората понуда важи? Не важи. Понудата не важи. Понудата не важи, имаме некои бројчиња таму запишано, ги дзирка така од време. Дали да ги отворам. Од време на време, кои се запишани? Ај само да ги... Четвртата ми е сумњева. Пошто Четвртата. јас милион отворав таму. Добро. 14-ката мислам дека отворивме. 14-ка, што имаше Ја во 14? отворивме, не знам што имаше. Мислам дека беше нешто ниско. Ситно. Кај Евгенија, Евгенија, така, да, беше беше црвено ситно. ниско, добро. Единицата кажав, двојката не знам дали да отворам. Двојката ја отвори таму. И таа ја отвори. Па тоа Е, што па таму имаше 250.000, значи ти била запишана двојката. Па што ја отвори? Па ајде. Гледаш? Да, чуваше двојката, 250.000 уште ќе ти беа во игра. Штета. Ќе беа. Трета рунда играме заедно со Оле. Милион во игра нека остане. Тоа е 15-ка. Само малку. Да видам кај Јован. 15-ката. А, Јован. Јован, отвори ја кутијата. Среќа. Браво. Што мисли за 20-ката? Црвен. Црвен. Кого прашуваш? 20 единици. Анета. Добро. Ненат? Па до сега беа сите ниски. Знам дека све ниско беше. Стефани, кај тебе нешто сумњам, не? Па мислам дека е високо. Можно е 65, 35, тука нешто. Тројката? Челопи. Тоа ми е син ми роден ден, најстариот. Е 13 Ненат. Втора кутија од оно реч што го чувавме. Ненат, отвори. Браво. Пријатно се изненади Оле. Се изненади се. Нели? Дека ќе има високо, да. Нема кој... А, мислиш дека ќе има високо. Да. Добро, добро. Ајде, имаме 2, 4, 5 сини. Овие двете ниски таму 7. 10, 20, 9 кути. Тие не коштаат големите. 9 кути, ајде 7 кути. Имаш супер онака да ги отвориш, да отвориш сега уште една. Не знам што за 12-ка. Питан, што викаш? За 12-ка. Пошто полу 12, сега 12,
Што милионот? Ќе те чу. А сметаш дека имаш милион кај тебе? А, не велам дека не си во право, него тоа викам, добро. И роден ден ми е и мене. И роден И ден на ти е. внуката една. Ама не мора да значи. Не мора да ништо. Знаеш дека овде правила нема, не постојат. Размисли сепак да си отвориш нешто сино за убава понуда број 4. Што е деветка мора? Деветката? Јана не изолам сега. Ај деветка. Илија, отвори ја кутијата. Браво! Одлично! Браво, господја Оле, ова беше совршена трета рунда, всушност, јас предска реков четврта понуда. Трета понуда, највисока, убава, таа не очекува, ќе ја добиеме кај да е. Ми се допаѓа, размислува, погледнува и таму нешто што напишала и сето тоа супер изгледа, односно 35, 65 и милион ни остануваат во игра. А јас овде прочитав дека сте везале на времето галички вез. Да, и тоа многу. Дали имате галичко потекло, може би, или само така? Да. Јас сум од Папрадиште Велешка. Од Папрадиште Велешко, добро? Мијаци. Аха, од мијаците. Имам едно малечко нечако. Што имаш? Донесов малце едно што сум работела. Ајде, дај да видам, може. Значи, сакам тоа да некој не го видам. знае, да. Јас сум била во куќата на мијаците во ресторанот, Значи, Папрадиште е едно ајде многу да го убаво видам. село. Да го видам. Значи, ова е тој галички вез. вез. Ова вие сте го везале. Да, овие чашеви големи се И големи, да, знам. Пастовски. Мајка ми исто многу везеше, плетеше, цела сум на неа и јас само везам, само плетам, не престанав. Еден аплауз ве молам. Значи, ова всушност го има и на носиите на Нашата носија, да, на Каличка, преубава мијачката носија, да. секоја честа. Од кога везевте? Од малечка ли везевте? Од малечка. Кој ве научи? Мајка ми, Така. везевме многу. Па за Велес. И мене ме уче, ама не ми влагаше од глава. Како кажете, што во Везевме многу за Велес, по Аха. нарачки. по нарачки? Да. Дали се уште има интерес? А сега не ни веземе, беше готово. Сега нема Господи, сме интерес. сега ништо да работиме. Никој ништо не работи веќе, никој ништо не везе, не плете, никој ништо не знае, никој ништо не го интересира. Така е. Само шетање. Меѓутоа е драго ми е што ми донесе, значи сум го видел ова, ма не знам дека е тој галички Ова вез. се рачнува дека се сече, конците се вадат и се влезе постепно. Само секунда да видам што ми кажавте, што се сече? Значи, да. Како? Ова што е до тука што е, се сече Аха. со жилет и овие конци све што идат навака се вадат, па после ова внатре се везе. Ау, ја мислев ова боцни од долу од горе, Не. а ова да ти биде сечење со жилет, па вадење на конци. Сите конци напреку што се, све. Сите. И колку, например, кажете ми само колку време ви требаше ова? Ај, банкар, кажи ми ја понудата, те молам. За галички овес. Ќе везам само да се приберам по дома, кажи. Ќе научиме да везе. Ме закача тешко вас. Дека ќе ме научите. Ја сакав, сега да прашам, например, еве ова колку време ви требаше Ден-два. ден-два, ама цел ден тоа да правите. Па тоа. Ништо друго да не Да. правите. Значи, седите и везете цел ден. Чашавите сигурно 10 на дена, 15 големите. Големите чаршафи. Имате се уште дома кај вас? Имате имам ги поставено? Неќе децата се. Не, па тоа велам. Така стојат. Штувало порано. Бе, изгледа и на плазма многу убаво изгледа. Вака ќе ставите врз плазмата вака Неќе. и вака ќе дзиркате после испод Може и ова. под незе, зашто? Како? Тоа е везот на галичката носија што е. Да, Да, го кажавме. Да, тоа е исто го така. препознав. Сега има и Да, ја галичко исто сум око, го не везела. донесов. Што има галичко? Исто галичко око. Око? Да. Што е тоа? Па исто вес. Ама не ви донесов. Друг начин на вес. Да. Леле, луѓе, колку работи треба да научам. Млада сум, имам време. Што ве гледам чудни па вас. 30.000 денари. Убава понуда, одлична. Стигнавме до на оптимална понуда број 3. Оле, тоа е најважно од се. Милионот е во игра, 65.000, 35.000. Ги немаме оние две, но не ги коментираме, бидејќи не се важни со оглед на тоа што имаш во игра. За нам, со оглед на тоа како играш, кој ќе биде одговорот, дали да прашувам или... Прашите. Може, а? Во ред. Милион во игра, 65-35, понуда од 30.000 денари. Кажи дали понудата важи? Не. Браво. Понудата не важи.
секоја чест, тоа Има значи и 35 и 65 па се. Да, така е, убаво размислување и 35 и 65 и најважно од се милион, кој што е можеби во незината осумка или во една од кутиите што таа планира да... Братичетка ми сега ми кажува, незино е 8 јанари била роденденот, добро. ако шикават 8 месец е родена. Родена, многу осумки, значи. Сви осмици. Браво. Тоа не очекува. Да, многу осумки, знаете тоа што може да значи. Висока сума, милион или добра продажба. Се е во игра. Да. Ајде, 3 кутии сини. Не се, кои да видат. Е, 18-ката да видиме. Ја ќе уди. 18-ката. Павлин. Павлинче, ќе биде ли сино? Ајде. Браво, сино е. Се оправивме малце. Не да се оправивме, се вративме потполно и мора така да остане сега. Е, сега. Без брзање. 11. 11. Ке Мартин дали. 11-ката викам, што мислиш? Мартин, мислење 11-ка, до сега и беше страв да отвора горе, ама еве сега. Ај, нека остане малце, уште малце. Четворката, ајде да видиме новата. Ајде, Ирена, отвори ја кутијата. За прв пат вечерва. Добро, не е страшно. 6 милиони се во игра. Оле, нека останат. Ајде, сина, да ни отвориш сега уште една. А шеската и тројката ми значат. Како? Шеската и тројката. 6 Симона, 3 Магдалена, вели дека и се важни. Добро. На близнаците нема роден, не? Тука мислам. На кој? На 63? Најнемој се на 26-ти. А, на 26. 6 и шеската е, значи на многу места ми игра. За една убава, симпатична понуда ќе ни треба нешто ниско. Која да биде? Нема играње со милионот, ако не е во осумката. Која рековте, единицата и 11-ката? За 11-ка јас викам, ама ми е сумнива. Дали има високо? И единицата, така? Јас за 10-ка мислам дека нема ништо. Мислам има ниско. Не знам, тоа е. Сега се Минско поле, сите ми се важни. Така е, Минско поле, меѓу кој се мислиш? 11-ката и 17-ката. Добро. Ај 17-ка. Трета беше, така? Така е, трета кутија е ова, оле. Уште една многу важна, ако биде ова нешто ниско, дај Боже, ќе имаме убава понуда. Веселинка, отвори ја. Браво! Секоја чест! Одлично! Мислам дека во првата некако брзо ги испотвори, ги испогреши. Сега некако почна малку да се мислиш, еден убав аплаус, ве молам. 6.000 во игра и милионот Милионот е тука. во игра. Се договоривме дека е во сумката. Ола, овде имате запишано како највозбудливи приказни, имате споменато свадбата и раѓањето на близнаците. Што е нешто кратко околу свадбата? Секој се радува, секој очекува нешто. Така, не мислам дали нешто се случило, нешто интересно или како? Не се случило Не. така, интересно беше, убаво. Беше ли тоа долга љубовна врска пред да бидете Па не многу. земени? Не многу. Од каде беше сопругот? Он беше потекло му од Свети Николе, Свети Николе. од Драчево живееше, Так. пошто ние живеевме од Драчево. Так. Како? Така се запознавте. Да. Близнаци, ве знаете ли дека близнаци треба да родите? Јас многу сакав близнаци. Си сакавте пред да ги пред да Да се роди останете првиот. на вистина. И што и од кај таа жилба? Па не знам, многу сакав. Многу сакавте. И кога ви кажа, предпоставувам дека ви кажа, така, Да, и- не, бидејќи знаете да сгрешат, мислам да промашат, што се вели. Не промашаш. Меѓутоа секоја чест, и ви кажа дека ќе бидат две. Две се, Како да. се чувствувате во првиот момент кога дознавте дека? Супер. Велите, Господ Желбата ги ти се услиша. исполнува, да. Така, ги услиша. Она што сакаш некојаш си спомнам. Па, И сега милионот сакаме да го земам. Вау, како е врза приказнава! Како е врза, колку беа разлика? 3 минути. 3 минути. И беше ли, како се викаат? Дарко и Даниел. И овој постарио вика ли секој што сум постар од тебе 3 минути?
Викај ме Некогаш бато. не се викаат Се шегува. бато. Се шегува. Него кога се родија, нели, и сај да го спомнам супругот, иде да ги запише, нели, вамо, Аха. изводи да земе. Така. Иде таму, викам ќе рече, сум Дарко и Даниел, се договараме, доаѓа како ги пријави, Дарко и идеја. Ај, сега викам, врати се. Се го врати. Па нормално го сменила. Што се збуни и забори? Се заборил од возбуда кој го знаеш што напред. Машко. Да, Машко. И го врати. Го врати. Што вика, не е Дејан, туку е Даниел. Даниел. И така Тие 6 стана. години бевте заедно и нормално дека ќе го спомнуваме и тука и секогаш, така ли е? И секогаш така. Така е. И сега еве го банкарот кој ќе даде највисоката понуда, ако не сака да му го земеме милионот. Така. Како за четврта понуда е убава? Нормално можеме и повеќе, но се знае кој е условот. Условот е да тој милион во оваа сумка остане, да не излезе до сумката да го отвориме во некоја друга кутија. Да. Може би во неја наистина има милион, може би има 6-5, може би има 20, може би само 40 денари. За сега според банкарот вреди 55.000 денари. Девојки, Може уште една. Терај. Уште една. само вака да кажам, кратко, ако го не дај Боже отвори и милионот и 65.000, ќе 55.000 ќе ги заборавиме. Значи нема шанси. 20 забораваме. удвојување 40. Така е, меѓутоа ако добро и оди, има Сега фина добро и енергија оди. целата емисија, ќе согласувам јас со се, така што дали ќе се мисли уле многу или Да рискирам уште една. Па рискирај уште една. Ај, уште една ќе видим. Ја би играла, па са не знам. видите вие девојки бе? Опасни. Ај сега кажете која. Кој рискира да Не ти одлучи, ние викаме да одиш, ама ти пак одлучи. Така е. Подразмисли малку, затоа што милионот мора да остане во игра во наредната рунда, ако не е во А сумката. 55.000 се убави. Во спротивно, Мислам дека у шеската. добро, добро. Ако имаш идеја, каде, ако не е во твојата кутија, супер, одиме понатаму. Ти остава малце време, ајде. Си мислам за мојот роден. Кој е роден денот? 12. А сега, значи вака, уште ние веќе не разговараме за понудата, туку само ја мислиме следната рунда. Или да ја осмислите, Да, заборев. значи да прашувам. Прашувај. Аха! Ја, ба си играм, готово. Со милион во игра, нека остане. 55.000 кажи дали понудата важи. Не. Браво, Олга! Секоја чест, се повеќе и повеќе храбри надпреварувачи има се или нешто, тоа ме прави Еднаш посебно среќна. Имаме шанс па да си ја пробаме среќано. Така е. Оле, предпоследна важна рунда. 65 и милион. Повели. Роден деневе може да се среќне. Кој? На Мартин роден денот. Тројката. Тројката. На Мартин. Не знам. Мисли ти, јас стискам палци. Сега да ги чувам тројка, шеска и 12. Тројка, шеска и 12 ги чуваме. Евентуално и единицата. Евентуално и единица. Што па ќе речем на супругот, нели беше роден ден? Добро. Е, сега која? Ајде. Ајде, 11. Или ти рече да не отворам? Само малце. Кој? Да отворам 11. 11. Мене ми е страф 11-ката ми е сумњива, не знам. Ти си Десетката? Стефан број 10. Ајде. Ајде, Стефан, ајде. Сепак Стефан, отвори ја кутијата со број 10. И немој да си во право дека имаш нешто високо. Може. Леле, 6-5 има, бе. Абе, 6-5 кажа и 6-5 има. Рече дека имам високо. Затоа се мислев. Ау. Добро. Сега? Милионот е во игра. Тоа е најважно. 11-ката не има ништо, се знаеш. Мислиш? Кај да ви, толку и више се стеснува. Црвено мисли 21, така? Анета 21.
пак 11-ката. 11. Тоа. Мартин отворија кутијата. Реков дека милионот е таму. Што не рече пак? Ама ти реков се сумнива ми е. се врати, веруваш на Нета, веруваш ваму, веруваш Во таму. стартот ти реков 11 и 15. За 15 не погодив за 11-ката. Значи, сега пак ти реков дека тргна да ја отвори, се примисли и пак се врати, а Ти Нета реков се 11 запна ми е во сумнива. Нета 40 денари може има. Нема милион. Нема ни 65, Ништо сега тоа. 20.000. Јасмина, остануваш последна за ова рунда. Имавме убава шанса, само малку. Се надевам дека оваа единица нема ни два, барем да нема 20 или барем тие да останат. Кој ќе да знаеме што има таму? После реклами. После реклами. Одиме се реклами. Сгрешиме во минатата рунда пред рекламите. Господја Олга Јованова е пензионерка со кутија број 8. Го пронеде милионот во 11-ката која што ја прескокна послушувајќи ја незината комшивка и после тоа повторно се врати и сгреши. Јасмина, отворија твојата единица. Ете така. Баш така. Ја утепа од прескокнување единицата, 20 единицата, беа во игра и 65 милион. Објаснување барам за 11-ката. Зошто се вративте, која Зошто веќе да? еднаш ја прескокнавте? Се Мислев премислите? да причувам. И брат ми тогаш роде. Да, рече, другарка ти рече, тројка, шестка, пак ќе кажам 20 единица, не знам Фиданчо, исто 12-ка. Добро, некој дато ми се. Кој да знае, девојки? Коментар чекам. коментар. Јас сум за Како? тројката. Не за него коментар за воопшто за грешкава сега што ја направивме. Грешката се направи, мене ми е жал. Убаво да си ги земеше 55. Па сега. А реков 11, мене секој пат 11-ките ми се сумњиви. Дека се високи. Да. Може би трябваше роден деневе да ги отворам. Може би, и прашao на во еден момент, спомена роден дениве да ги отворам. Јас се разбирам и вас нормално дека вие не можете сега да и кажете што како. Не. Меѓутоа да се тргнеше со роден дените, сега ќе имав една пососема поинаква игра и екранот поинако ќе не изгледаше, но максимумот ќе бидат 40.000 денари. Имаш среќа. Ја прескокна и се врати. Знам. Првата понуда од 3.000 денари. Не, прва ли беше кај или од претходната Не, емисија? Не е ни првата важно, беше 3.000. 5.000 беше првата. Оле, Немаш. играме ли до крај? Играме до крај. Направивме голема грешка, ја коментираме како грешка затоа што ја прескокна еднаш. 20.000 кога ги освоиме, може да ги Шестка освоиме. на малиот е роден ден. А зошто ги чуваше тројка и шестка? Па добро за роден дените, зошто? Ајде, оле, ке тебе се 20.000 или евентуално 10. Дотворам Ако тројка, шестка. А, отвори. Па што беше толку? Ајде, на наш тројката. Тројка. Магдалена отвори кутијата. Ајде, 40 денари, еве. Рече на роден дените да си ги отвори, ама Оле, и шестката отворија 50 денари или Или јадарка. илјадарка. Ај, така нека биде. Ај, шестка. Симона отворија кутијата, уште еден роден ден. Ето така. 10.000, 20.000, значи утешителни 10, убави 20, кои што ако се во кутијата на Оле може да ги удвоиме. Анета 21 и Фиданчо број 12, 50 денари се уште во игра. Со 12-ката е мојот 12 што? Мојот роден ден. А, роден ден. Роден ден Добро. ти е. 21 или 12? 12 или 21? За 21. 21, да мислам дека се 50 денари. Ај, 20. Да не ти сгрешам. Ништо е, малку сгрешивме. Анета отворија кутијата. Сите три ги погоди. Ете ги грешките што ги направи. А мислам да ги отворам. Да, мислеше да ги отвори. Да оваа рунда беше претходната рунда, сега ќе разговаравме за сосема Оле, кај тебе поинаква. 20.
за поинаква понуда. Така е. Сега ќе се надеваме дека оваа осумка има 20, ама па да ако ризикуваме со 20 тройки ги двоиме, нема да не биде криво за пропуштените 55. Вака оле криво ни е, нели? И има зашто нормално. Многу. Да. А се сакам да чувам до крај, не замајте. Не избрали. И таа и двојката што ја имаше запишано, или кој број беше кај што беа 250.000. Ги отвори онака без да дзирнеш дека таму била за чување. Нема, правиме грешки. Правиме. Не мислам не сум Сите. Ше среќа. сите. Здрави. Да. Оле ќе се одите дома со 10.000, 20.000, дај Боже, или 14.000 и 200 и 500, пардон. До крај. Мислам ке тебе дека се 20, оди до крај, па што биде би. Што се тоа Или е? 10 или 20. Тоа е. Отвори кутијата, понудата е одбиена. Оле, минимум ќе си од дома со 20.000. Добро е. Пиданче отвори твојата 12, таму биле 20. само 10.000 денари. И сега, девојки. Јас сум за Д, ако играш. Јас сум за да. Јас сум за да. Значи вака. Ама не ме слушај мене. Трите ги погоди што ќе има и дека кај тебе 20 во 11 дека милионот. Ама не, јас сум за да играм. И па Затоа. играј, оле. Чекайте, полека, девојки. Слушај, оприска. Полека, овие две се од прва. Светле. Видов дека така малку ги чекате малку. Кажете, ајде мислење ваше, Светле. Јас сум за да исто. Оприска така нешто ја гледам, не знам. Добро, да ја играли, да ги ризикували на 20.000. Ако игра, јас сум Зашто за може да да. си одите со удвојување 40, Да. со исто 20, со половина, со бонус ви кажав? Не, бонус. А знаете дека и без ништо може да си одите. Знаеме. Емисијата ја гледаме од почеток, не пропуштаме не сме ниту една. пропуштили. Не сте пропуштили. И знаете, се што ве чека, ама мое е да ви кажам. Да, така е. А, Б, В, Или Г, Б. Д. Дефинитивно. Дали ќе се игра и дали е Д или некоја друга. Кажувајте веднаш, Б односно или за Д. 20 секунди. Размислете. Ај, оле, ти. Деца све се на да близнаци, моля. Ај, одлучи си ти. Што ќе се одлучува и да нека вика. Ќе играте? Среќа твоја. Да, добро. Ајде, ќе отворите? Ке игра? Ајде, нека излез комшиката, нека дојде, ајде. Јас да станам? Да станете, да. Ајде. Да видиме. Оле, Д. Да, така се договоривте. Да видиме Ајде да видиме. 20.000 или... Што е? Ништо. Ајде отвори ја Б. Која? Леле, Светле, двојно. Ево. А што беше со Б? Не ми беше. Немаше... И ја мислев да. И сега? Да сме живи и здрави. Имаме пензија. Ај, да сме си живи и здрави. Пензии си имаме, ај. Така, и девојки, јас само сакам малку да ве закачнам, затоа што навистина направивме на крајот голем. Грешка и отиде себе. Од убава понуда на ништо. Па сега. Тоа е тој ризик. Значи, така, Загорка, значи 55.000 беа сигурни. Супер беа, рековме. Сите бевте за продолжување, се знаеш дека може да се добијат 100.000 како понуда, но можеше ова, 20 тројкава исто можеше, и на крај... И мене ми е криво, тоа е. Ајде еден аплауз за господја Олга. За нејзината храброст, за тоа што играше како што мислеше дека треба да игра. До половина од играта беше одлично и после тоа отиде колата низ брдо. Но се е за луѓе, така ли е? Нашиот убав клуб на ништо, ќе има уште една убава членка како господја Олга и како е така е. За крај, Оле? Ништо да ги поздравам сите. Роднини, пријатели, комши. Така, дали убаво си поминавте, дали си задоволни како беше периодот додека бевте тука? Интересно было. Така. Криво ви е? Многу. Зашто најмногу кажете сега? За понудата 55, што не си ја зема. И за 55 јас вакам, мислам дека најмногу треба да не е криво за 11-ката, затоа што ја прескокна еднаш и мислам дека таа рунда можеби ќе ја оставиме, да беше така, ќе беше поинаку. Ова сега 23-ката е ризик, но и заслужувате аплаузи сите три за храброста.
Господи Оле, не беше исклучително драго што ви имавме во нашиот квиз. Жалам што не му земавме пари на банкарот, но барем направивте една интересна и убава емисија, што вели Загорка да сте здрави и живи, па имате пензии, синови, внуци, тука се нека. Така е, тоа е најважно. Кога човек има здравје, има се. Ајде, се поздравувам, драго ми беше што бевте тука, бидете ми здрави и живи. Банкарот е најсреќен вечерва, не му земавме денар, но знам дека му правихме стрес во текот на целата емисија и се што остави Оле, ќе се надвам дека ќе му земеме наредната емисија. Убаво вечер со сите, се гледаме, чао, чао.